победници на 7 септемвриската награда. Почитувани присутни, добро вечер. На 7 септември 1944 година во попладневните часови борците на 9-та македонска бригада со 4-тиот батальон влегоа во Кавадарци и скоро без борба го зазедоа градот, со што Кавадарци беше ослободено од фашистичката окупација. На митингот, на кој присуствувало целото население, од градот говореле најбог Самелин Орлов, командант на бригадата, и Ристо Стојанов Железни, негов политички комесар. Долго очекуваната слобода била скапо платена. Во текот на народно-слободителната борба и револуцијата во 1941-1945 година загинаа 333 борци жртви на фашистичкиот терор. Трот Заводник, Страшо Пинджу, Киро Крстев и Блажо Тодоровски се прогласени за народни херои. Денес, 76 години подоцна, ослободеното Кавадарци доби лик на метропола. Долги години напредок и успех, долги години, сигурно че говориме кон општина во која е безбедно да се напредува, да се гради кариера, да се формира семејство и да се живее. Ви замолувам со едноминутно молчење да им го дадеме почит на сите кои го дадоа својот живот за нашите Кавадарци. Вечна им слава. Сега го повикувам председателот на Совет на општина Кавадарци, господин Ристо Сакалиев, да се обредат. Поведете, господин. Почитувани советници, градоначалник, почитувани гости, дами и господа, ја отварам 46-та седница, свечена седница на Совет на општина Кавадарци по повод 7 септември, ден на ослободување на град Кавадарци, со единствена точка на дневен ред доделување на 7 септемвриска награда. Во името на членовите на Совет на општина Кавадарци, чест и задоволство ми е да ви го честитам општинскиот празник 7 септември и денот на независноста на Република Северна Македонија 8 септември. Најнапред како домаќин на свечената седница и председател на Совет на општина Кавадарци, во моје име и од името на Совет го поздравувам градоначалникот на град Кавадарци господин Митко Јанчев. Воедно сакам да ги поздравам парламентарците господјата Даниела Колева, господинот Панчо Минов и господинот Зоранчо Јованчев. Зад нас е уште една година успешна во работењето на Совет на општина Кавадарци. Одржавме 46 седници. На овие седници донесени програми кои се од надлежност на Советот и одлуки со кои се реализираат капитални инфраструктурни проекти и објекти. А полемиките и дискусиите секогаш беа насочени кон подобрување на условите и стандарди на живење на град Кавадарци. Секојдневните градежни активности со кои се подобрува инфраструктурата на град Кавадарци се резултат на девизата дека се што се работи е да е од корист на градот, општината, локалната заедница, бизнис секторот и пред се граѓаните. Се тоа е како резултат на непреченото функционирање на Советот, исклучително добрата соработка со градоначалникот, преку поддршка на издржани проекти од страна на соодветните министерства, од влада на Република Северна Македонија, предводена од лидерот, премиерот, господинот Зоран Заев. На крајот би сакал да нагласам дека резултатите се видливи на терен. Сликата за Кавадарци, особено во комуналната изградба е реална. Кавадарци како град е пример во Република Северна Македонија. Ние сме поносни што го носиме епитетот најдобри. Благодарам. Сега го поканувам градоначалникот на општина Кавадарци, господин Митко Јанчев, да ви се обрати. Поведете, градоначалниче. Нашите предци, кавдаречките борци, кои ги дадоа своите животи за нашите Кавадарци, ни оставиле да искажем аманет да го сакаме, чуваме и негуваме нашиот град. Колку што можеме, се обидуваме да создадеме општина која ќе служи за пример. Веќе неполни 3 години реализираме проекти кои се од големо значење за нашата општина. Минатата недела започнавме проект преку кој секој млад кој полни 18 години му подаруваме книга со наслов "Го сакам Кавадарци".
Навидум мал гест за влегување во нова етапа во животот, но пораката што ја носи овој проект е многу голема. Кавадарци веќе представува општина која ги нуди сите можности за напредок и безбедно живење. Тука можеш да собираш искуство, да градиш кариера, да создадеш семејство, да се чувствуваш безбедно, да постигнеш успех и на крај да бидеш горд што си кавадарчанец. Ова е порака што сакаме да ја упатиме на младите кавадарчани. Заедно со Советот на општина Кавадац, службите во локалната самоуправа и подршката од бизнис секторот, континуирано реализираме проекти кои го модернизираат нашиот град. Сега Кавадац е модерен град, со подобра инфраструктура, современ изглед, одлични услови за живење. Кавадац веќе трета година е на врвот на листа на најеколошки градови во нашата земја. Хигиената во градот е во едно завидно ниво. Како резултат на квалитетно и домаќинско работење на сите служби на општина Кавадац, комуналната програма за оваа година ќе реализираме во целост, како и реализацијата на дополнителните проекти надвор од програмата. Од големо значење се сите проекти што се реализираат, но некои од нив се проекти за кои се наоѓаше решение со години и на жителите на нашиот град им беа повеќе од потребни. Затоа во тек е реконструкција на градскиот парк, еден од најголемите паркови во нашата земја се обновува по цели 40 години. Пробивање на Западен булевар е веќе во завршна фаза, со ова Кавадац ќе добие уште еден современ влез на градот. Во тек е реконструкција на улица Шишка со проширување од 3 ленти, велосипедска пешачка патека, целосно ново улично осветлување и совршена сигнализација. Со реализација на овој проект сите влезови на градот целосно ќе бидат реконструирани и модерни. Во однос на инфраструктурните проекти, до крајот на годината треба да се асфалтираат 16 улици во градското подрачје, на некои од нив веќе се започнати градежни активности. Во руралните средини работиме на целосна инфраструктура, во тек е реализација за пополучување во улици во село Марина, се гради пешачки мост за поголема безбедност на пешаците. Во село Сопот доби цела нова атмосферска водоводна и канализациона линија. Поставување на нова водоводна линија во село Дабниште е веќе завршено. Овој проект се чекаше со години да биде реализиран. Подрачните училишта во село Бегниште, село Дреново и село Марина за оваа грејна сезона ќе добијат централно еколошко грејење. Проект за село Возарци кој вклучува нова атмосферска канализациона линија и асфалтирање во фаза на аплацирање и пробивање ќе биде решен до крајот на годината. Уште еден од големите проекти е изградба на атмосферска канализациона и водоводна линија на улица Клинска Калница, улица Методија Џунов Џикот. Со ова и овој дел од градот ќе биде современа инфраструктура и проблемите на жителите ќе бидат решени. На наша заедничка иницијатива со нашиот сосед Република Грција разработивме физибилити студија врз основа на подпишаниот договор за добра соработка со Преспанскиот договор. Во фаза да отпоштиме техничка документација и одобрување на преминот граничен пуѓевец. Ова приказка, која е стара речи повеќе од 30 години, е од големо значење од двете страни. Очекуваме локалната економиска развој и целата општина да има голем бенефит. Во тек е реконструкција на патот до Михајлово, кој исто така од големо значење. Овој проект е финансиран од Европска унија преку проектот за развој на туризмот. А веќе завршен е проект до село Долна Бошева со локален пат Ладно Долче Крњево. Имплементирана од Светска банка преку проектот за подобрување на меѓу општинските соработки. Уште од поголемите проекти на кои се работи во моментот е поставување на ново улично и модерно еколошко и економично осветлување во цела општина. За наредната година се предвидува одомна стариот и руриран објект Ла Луна да прерасте во современ затворен градски базен. Потоа изградба на филтер станица за пречистување на вода за пиење, проект имплементиран во соработка со Центарот за меѓународна работа со Република Словенија. Со тоа значително квалитетот за водата за пиење ќе биде подобрен. Исто тој проект е 50% кофинансиран од влада на Република Северна Македонија со 2 милиона евра. Исто така важен проект за наредната година имплементирање на проектот за алкохолен дестилат во соработка со владата на Република Северна Македонија. Со реализација на овој проект трајно би се решили проблемите
на лозарите кои за жал и оваа година се соочуваат со проблеми кои што мислам дека ќе бидат надминати. Денес е концентриран настан на прославувањето на нашиот празник беше отварање на регионалниот вински музеј кој се реализираше со партнерство со Центарот за развој на Варнерски плански регион и општина Кавадаци. Со реализација на овој регионален проект ќе добиеме заеднички вински центар, каде што сите производители од регионот ќе може да го промовираат своите производи на едно место, а со тоа да обезбедат и поголеми промоции на нашиот регион, што ќе добиеме локален економски развој. Во однос на инвестициите во спортот, со подршка на ФФМ и Агенцията за млади и спорт се врши реконструкција на градскиот стадион на Травникот, како и комплетна изградба на јужна трибина и северна трибина. Со тоа ќе добиеме да имаме градски стадион со 3000 посетители. Не се запоставени руралните средини. Ќе се градат спортски совлекувални во село Марина и село Сопот. Новиот скейт парк е веќе во функција, а на наше задоволство младите го користат како катче за рекреација и спортување. Во последна фаза е еден од најголемите проекти кога е во прашање спорт и рекреацијата. Изградба на велосипедска пешешка патека од село Ваташа до населба Моклиште, преку која ќе можеме безбедно да пешачиме и да возиме велосипеди од градското подрачје се до Моклиште. На ова се доврзува и доградбата на кејот Луда Мара до така нареченото место во село Ваташа Слога. Во делот на спортот, во тек во наредната година ќе имаме за обврска да решаваме уште едно горко прашање, а тоа е изградба на спортска сала во основното училиште Трашко Пинчер. Преку реализација на овие проекти младите во Кавадаци имаат одлични услови за спорт и рекреација. Оно што е многу важно за нашата општина е проект со чија реализација централното градско подрачје ќе добие еден сосема поинаков лик и изградба на затворен, модерен, зелен пазар. Овој проект ќе се почне да се реализира за неполни 2 месеци. Проект кој исто така се чекаше со повеќе од 30 години ќе биде реализиран до крајот на 21. Проекти што ги спомнав се само дел од сето она досега сработено што го правиме. Кавадаци го прави да биде поразлично од порано. Ова е само дел од тоа што не прави модерен и безбеден град. Град во кој задоволство се живее. За крај, сакам да изразам голема благодарност до Советот на општина Кавадаци, вработените во локалната самоуправа и јавните предпријатија, како и големиот бизнис сектор и малите сектори за подобрата и тимска работа. Само иницијативата и несебичната заложба за нашите кавадарци е на големо ниво. Се радувам дека во нареден период ќе бидеме успешен, дека до крајот на мојот мандат ќе реализираме уште важни проекти. Верувам и нашите сограѓани се задоволни од оно што е до сега сработено. Упатувам искрени честитки и до добитниците на најголемото признание на општина Кавадаци, награда 7 септември. Нека ни е чести 7 септември, нека ни е вечно Кавадарци, Кавадаци на прво место. Благодарам. Години назад на овој ден се доделува највисокото признание од општина Кавадаци, наградата 7 септември. Оваа година добитниците се наградени за особен придонес во слобанството и здравството во општина Кавадаци. Првиот добитник, Комерцијална банка, акционерско друштво Скопје, како најголема и водичка банка според активата во македонскиот банкарски сектор, веќе 65 години е клучниот партнер на компаниите и столбот на доверба кај граѓаните. Најголем број од компаниите во земјата со Комерцијална банка чекуваат на патот кон успехот, затоа што банката низ годините на развој создава нови вредности, отвора врски кон светот и гради високо професионален и стручен тим. Одговорноста, транспарентноста, ефикасноста, иновативноста се вредностите кои Комерцијална банка ја прават традиционално прв избор на клиентите. Во фокусот на банката се и општествените вредности, преку континуирана финансиска поддршка на општеството, културата и спортот, Комерцијална банка прави подобар свет и поздрава и почиста средина за живење за сите нас. Комерцијална банка со своите корпоративни вредности, со своите цели, останува на линија со потребите на своите клиенти и на целокупната македонска економија. Водечка сила на банките се вработените, менаџерскиот тим и управниот одбор предводен од главниот извршен директор господинот Хари Костов. Веќе 22 години господинот Костов
успешно раководи со комерцијална банка, како резултат на што ужива доверба кај вработените, клиентите, акционерите и регулаторите. Визијата и мисијата на господинот Костов се комерцијална банка да продолжи успешно да се носи со иновативни решенија и да продолжи да работи со висок степен на интегритет и почитување на високо позиционирани стандарди. Повелите господине Хари Костов да ја примите наградата. Къде е? Добро вечер, почитувани кавадарчани. Ви го честитам празникот и можам да кажам дека првиот пат кога се спомна дека Комерцијална банка ќе добие наградата 7 септември од општина Кавадарци, сега фај кавадарчани се познати шегобици, ова мора да е некоја скриена камера или нешто К15 прави некој скеч, затоа што обично за банкарите важи правилото дека тие се само лихвари кои не ги пратат многу потребите на стопанството и на населението, туку само гледаат што да направат поголема добивка и да си подадат дивиденди. Меѓутоа, кога дојде официјалното писмо и известување од општината Кавадарци, тоа живеевме дека навистина не е шала, него е озбилно и навистина бевме задоволни затоа што Комерцијална банка од времето на формирањето беше главно банка која беше правена само да ги задоволи потребите на градот Скопје, особено после земјотресот и на тамошниот развој на градот Скопје, па дури после касните 90-те години и 2000-та година, после пренесувањето на платниот промет во банките, Комерцијална банка почна да се бива се поприсутна и во другите општини. И затоа ни е задоволство кога од една вака во моментот скоро и најразвиена општина во Македонија добиваме награда како признание за учеството на Комерцијална банка во поддршката на предстопанството во Кавадаречката општина. Ние бевме среќни што можевме да ги пратиме идеите на кавадарчаните, на кавадаречките стопанственици, од една, да не речам, мала занечиска работилница да добиете еден гигант во металургијата, присутен не само во Кавадарци, во Македонија, туку и во странство. Јас сум лично најсреќен и најзадоволен во овој дел што успеавме пред неполни 2 години од еден комбинат Фени кој што беше во постапка на стечај, кој што не можевме да се разбереме со самите вработени дека за нив најдобро ќе биде постапката низ трансформација во стечај, да се направи нов правен идентитет. Успеавме да направиме една компанија која сега е меѓу најголемите извозници во Македонија, значаен на светскиот пазар и при тоа нити вработените, нити било кој не почувствува ниту еден месец да остане без работа и без плата. Има и голем број примери други од мали и поситни компании. Последната работа ни е задоволство што успеавме и со општината да победиме на тендерот, да добиеме финансирање на општината за новата инвестиција во пазарот. И сакам само да кажам дека и во иднина Комерцијална банка ќе биде присутна овдека не само за потребите на општината, туку пред се за стопанството и за населението. Благодарам и се честит. Вториот добитник е роден во Скопје. Основно и средно образование завршува во Кавадарци. По завршувањето на средното образование на гимназијата Добри Даскалов, образованието го продолжува на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, каде што дипломира на економскиот факултет. Својот работен стаж го започнува во Метал Промет Кавадарци, најпрво како комерцијален референт, каде што за краток период е унапреден директор на секторот за продажба за црна металургија. Во 1994 година со својата сопруга госпоѓа Васка Вичева го основа ИГМ Трейд со почетна форма на работење како трговско предпријатие за метали. Денес е едно од најголемите производители за челични цевки и профили во Југоисточна Европа, една од 10 најголеми компании и 5 најголеми извозници во Република Северна Македонија. Во 2015 година ИГМ Трейд за прв пат ги проширува своите производни капацитети надвор од границите на Република Македонија со купување на поранешен Алпос, фабрика за цевки и профили, лоцирана во Шентјур, Словенија. Ова досега е најголемата македонска инвестиција во Република Словенија. Повелете господине Илија Гечев.
Почитувани. Значи аз съм от Кавадарци, 40 години работам во Кавадарци, еве сега е 40-та година и сета моя способност, сета моя визија беше посветена да инвестираме у Кавадарци, да направиме еден од почеткот мал погон, па да одиме по една голема фабрика, кај што цело моje знаење, цела моја умешност употребив за да направиме еден гигант у моментот, кој е многу сериозна фабрика и голем извозник од државата. Кавадарци е место кај што живеам, Кавадарци е место кај што живее мојата фамилија. Нескоро би кажал дека ова награда е сигурно и дел на мојата сопруга, која што од 94-та година континуирано правевме ова фирма, а стваравме чекор по чекор, дел по дел, правиче голема, сериозна фирма. Исто така, гледајќи нашата визија секогаш беше на прво место да биде инвестиции. Инвестициите се секогаш сериозно за развој на една компанија. Второ беше секогаш да имаме размислување за извоз од првиот момент. Нормално влеговме во производство, размислување за извоз и на крајот континуирано зголемување на вработување и правење една ситуација со градот кој што ни овозможи се една ситуација на заедничко задоволство и соработка и интерес и на компанијата и на градот. У питањето на инвестициите треба да напоменам дека покрај инвестициите во згради, во хали и во машини, во современа опрема и беше голема благодарност на мојата сопруга што најглавна инвестиција ни беше инвестицијата во нашите деца, кој сега сум многу среќен и многу задоволен, бидејќи го продолжуваат овој бизнис. Времето многу брзо, за жал, многу брзо поминува. Ние сме нели у она фаза на поминато доста време од работа и ова фабрика и ова инвестиција ќе остане за многу генерации у Кавадарци, ќе биде сериозно една визија, едно задоволство дека човек остава нешто за себе, нешто по кој ќе биде со генерација. Секогаш гледам, секогаш ме прател пред се вработив у Фени и прв директор ми беше Минчев, секогаш гледав визијата на Минчев кога размислуваше дека треба се направи еден сериозен комбинат од Југославија, у Македонија и Кавадарци. Остана тоа за себе, еве колку генерации, колку тешки моменти помина у Фени и сега Фени е секогаш еден меѓу прв или втори извозник од државата. Значи имаме една втора таква инвестиција со мои визии кои мислам дека и Кавадарци и Република Македонија ќе повлечи напред кон развој. Многу сум среќен што 2015 година направивме една сериозна инвестиција у Словенија, пак со голема поддршка на мојата фамилија, направивме една сериозна инвестиција и станавме, можам да кажем отворено во овој момент, сега поединечен заедно со консолидирана продажба Словенија и Македонија, со квотите кои се ставени, ограничување на продажбата на овој производ у Европа со квотите од Европска унија, сепак со двете фабрики заедно ние станавме трет производител на заварени профили и цевки у Европа. Значи тоа е едно огромен напредок и ние не застануваме тука. Се спрема голема инвестиција у Словенија, исто така тука инвестираме во Кавадарци, во Ниготино инвестираме во голема економска зона и у Кавадарци уште не современа опрема доградуваме и само у цел да се зголеме физичкиот обем, да се зголеме извозот, да се зголеме нормално и живееме ни од профит, а исто така и да се зголеме вработувањето. Јас го гледам Кавадарци после ова, бидејќи чекаме младите генерации ќе доаѓат, мојата визија е секогаш Кавадарци да стане град од 50.000 жители, Кавадарци да биде населен со многу млади луѓе, да се изградат многу станови за да може да зголемува. Само Кавадарци у Македонија у ова позиција и со ова индустрија има шанса да биде тако сериозен град од државата. Денеска Кавадарци после Скопје, и тоа благодаречи на Джонсон Метео зоната, е најголем извозен регион у државата. И далеко нема втор регион кој ни се приближува. Тука е Фени, тука е Игеан, тука е Алијанс, тука е
Дрекселмайер и много огромен брой средни и мали предприятия. У Кавадарци нема финансски проблем на економијата. Баш и мојот другар Хари кажа, значи финансирањето у Кавадарци на банките и посебно на Комерцијална банка, што е најголем финансиер на кавадарчките фирми, оди перфектно. Мене ми е многу драго тоа. Значи, јас сум од Кавадарци, мојата фамилија и ќе останеме и секогаш живееме за Кавадарци и интерес од локалната управа секогаш е на прво место, што огледам Кавадарци како многу развиен економски центар, со таква перфектна позиција. Го гледам Кавадарци у мојата визија, ја ќе работам сигурно уште 10-15 години, град од 50 луѓе, град со железничка современа станица и многу град кој ќе остави благодет на на наредните генерации. Јас го сакам Кавадарци, моите деца и мојата фамилија го сакат Кавадарци и уште еднаш благодарам и на градоначалникот, на Советот, на општина Кавадарци, со која работиме многу долго време, за ова награда и мислам дека ова е врв на мојата кариера после овие 40 години работен стаж и многу сум горд што добивам ова награда и многу сум горд што ќе оставиме за наредните генерации трак на кој треба да бидеме узор и да се гордеат со овие достигања. Ви благодарам уште еднаш. Третиот добитник е Општа болница со проширена дејност Кавадарци, јавна здравствена установа основана од влада на Република Северна Македонија која врши болничка здравствена дејност на секундарно ниво. Спроведување на специјалистичко кумулативна здравствена заштита на секундарно ниво во мрежата на здравствени установи, дејност на ИМП и домашно лекување, поливалентна патронажа, примарна здравствена заштита во рурални средини, стоматолошка заштита на деца и други дејности од примарна здравствена заштита на подрачје на општина Кавадарци, неготини, просуман, дебиркапија и останато локални рурални средини во непосредна близина на истата. Директор на јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Кавадарци е доктор Диме Коцев, специјалист уролог. Тој е роден кавадарчанец, генерација 1968. Медицински факултет и специјализација по урологија има завршено на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Во август 2017 година доктор Коцев најпрво е назначен за директор на јавната здравствена установа Општа болница, за да во септември 2018 година ја преземе и до денес ја врши функцијата директор на новиот правен субјект јавна здравствена установа Општа болница со проширена дејност Кавадарци, настана со спојување на болницата и здравствениот дом во Кавадарци. Повелете, господине Диме Коцев. Почитувани, ја користам оваа прилика да се заблагодарам на градоначалникот, господинот Митко Јанчев, и Советот на општина Кавадарци за укажаната доверба, односно одлука за доделување на наградата 7 септември за особен придонес во здравството за 2020 година на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Кавадарци. Благодарноста ја изразувам и од име на вработените во установата и сакам да нагласам дека сите, од прв до последен, со своето неумерно и несебично залагање за подобрување на квалитетот на здравствената заштита на нашите граѓани се заслужни за добивањето на оваа награда. Во изминатиот период направивме многу. Направивме здравствена установа која е пример за одговорно работење, чии главни придобивки се постојаното осовременување на капацитетите, подобрената инфраструктура и пред се кадровската екипираност, овозможувајќи висок степен на експертиза во повеќе специјалистички области. Со тоа, од една страна, ја вративме довербата во здравството кај пациентите, а од друга страна ја направивме место каде нашите млади доктори и медицински сестри ја гледаат својата иднина во реализирањето на своите професионални амбиции. Овие наши остварувања беа препознаени како од Министерството здравство и локалната самоуправа, така и од многу компании од приватниот сектор, кои со сериозни инвестиции помогнаа нашата здравствена установа да добие статус на регионална болница.
Оваа година се соочуваме и со најголемиот светски проблем на денешницата, а тоа е болеста COVID-19 и борбата против неа. Целиот свет го посветува вниманието на здравствените работници, кои се во првите борбени редови, неумерно пружајќи помош на оние на кои им е најпотребна, без грижа за собствената сигурност и здравје. Затоа треба секојдневно сите да им бидеме благодарни и да им дадеме до знаење дека ги поддржуваме. За крај, сакам да истакнам дека сме горди на оваа награда, која представува признание за она што сме го сработиле до сега, меѓутоа и обврска да продолжиме и понатаму во нашите заложби за подобрување на условите за лекување и приближување на здравството како до кавадарчани, така и до жителите на целиот Тиквешки регион. Нека ни е честит денот на ослободувањето на нашиот град Кавадарци, 7 септември. Ви благодарам.